Озборувањето во малите средини речиси е нормална појава, но тоа понекогаш во Тетово добивало големи димензии. Авторот на овој духовит текст успешно се подбива со оваа мало граѓанска навика во Тетово. Да се има информации за некоја афера во градот, човекот кој ја дознал водел главен збор во разговорите. За да биде уште поинтересно, секој таков гласноговорник додавал своја верзија, па од влакно станало ортома. Еднаш ми текна да видим за колку време една лъжга може да пројде низ Тетово и како ќе се врати. У кој чешет. Затоа напред ваќе. Зимовска еден ден, у 8 саат од предпладне, га сретов кај два бреста теза ми епса. Ја придов и га прашуjem али е здраво живо, па неодветно ја викам. Амори тезо, си чула нешто за Стаменоскион? Шо бре, синко? Па, кажува се тура со жена му. А тоа не веруем, бре. Многу убаво живеа. Еј, ал се знае зошто? Не се знае ништо. Ми се чини за ништо. Не се трпа еден со друг. Им досадило венчани. Теза ми се одвои од мене, не пројде 5-6 чекора, се срете со карамфилка. Лична моа, арно се видовмо. Али чувте, богави, кој резилок. Кој мори? Прашуе за чудено карафилка. Па Стаменоски се тура со жена му. Не веруј, лажа их. Па како не? Она више при мајке забаиле годнеу. А зошто, кучко? Не се знае зошто, ама велчи шомарцка малу со официрон. Треба да е такво нешто. Па не ќе се туруа за бадијала. Па наистина, у ова не се надеав. Каде? Ај се и ми со здрави. И тетка ми епса тргна на кеј поток. Кеј Чапчако сокаче го срете Антона. Лута сум со вас. Бре, зашто, ма? Таче, како ќе не бидем лута? Вчера бевте каде мене, траскавте за све што нешто, а за тоа не ичевте да ми кажете. За кое, мори? Па џом не знаете дека Стаменоски се тура со жена. Бог да чуа, па ние ништо не знаеме. Господ да чуа, па цело Тетово знае за тоа. Зошто тоа не е шогодер, тој е резилок. Избаркал жена од дома, зошто некој официр го фати у дома пред шеити и туе е станала голема ѓурумтија. Ја не знам како било, шо било, ама многу голема гачка. Гледај, разберите убаво, па поручек или сабајле дојдите да ми кажете личен. Како не, богати, сега идем одма у чаршија у дуќан. Знаеш, ја работим мустаџија со тројца другари женети. Они мора да чуле од женете. Ај се ми со здравје, со добро и со убаво. Ама немој да забреш, дојди да ми кажеш. Како ќе забравимо, богати, ајде. И Антон замина на крај чаршија, у дуќан ги затекна другарите. Пија кафе и збораше овара за ручек данаска. Браќа, бе, ал сте чуле за Стаменоскио? За шо, бре? Абе се турау со жена му, зар не све чуле? Не знаемо, бе, шо? Туку, ајде да ви кажем, абе, некој официр се ашикуел со Стаменојца. Официр? Даде, најпосле, неќете да знаете, да чуете све, туку... Абе, кажуј све. Абе, не књав лего низ пенџер офицерот. И Стаменоски со двајца шајти труп у врата. У врата? Биднало и тепање. Оф. Вчера сабајле сакал пада, дојде, ама не дошол. Леле, не знам. Поправо, токму не можем да ви кажем, туку Стаменоски га зеу жена му за рука и га однеу при мајке. Еве ти га. И го рекол. Даде, и еве ти га и рекол. Види. Учинија тројцата и со душа дочекаја да ида дома и да им кажа на жените. Тоа се знае. Свекој си кажувал, друг чеше. Помисли Зујо кој би рекол тоа за Стаменојца. Која Стаменојца? Па зар не га Не знаеш? знам па што. Па кој би рекол да е таја жена распија? Лели, шо збориш? О, зар не знаеш дека муж га фатил 5-6 пута? Само да не стане резил трае. Ама сега се разбрало, па га однеу кај мајке и рекол. Еве ти га, каква мајка, таква ќерка. Ама шо збориш? Море, читава комедија. Некој официр ушол у нив. Па вчера се тепале, има ранен со куршу. Каде е ранен? Не знам, може у прс, останал без прс. Таќе Зуја ти остануе скаменена од чудење. Не само Зуја, туку и другите жени на муфтеџијата. Со душа чекале да им ида мужите, па да трчаат да кажува тоа чудо по град. Чим ги испратиле мужите, дигнале чинтијањете, па една на кај Горно Мало, друга на кај Поток, треќа на кај Долно Мало и Турско.
таа ќе они се дозбориле и ги поделиле малата. И таа ќе ти почнуе од куќа у куќа, до негде ги гледав па ги окапав. Само тоа сум видел, да од свака куќа по испраќањето излагаше уште по една жена облечена и ајде по визите. Па таќе лъжгата за Стаменовски се разнесуела како телеграф. Сапот не може да се најде. За неколку саата преку 100 жени ишле по визите и кажуеле што знаеле за Стаменовски. Вечерта околу 6 саатот и некоја минута ме срете теза ми епса. Што и да кажав лъжгата у 8 саат са бајле. Се враќаше од визитите и се плесна со руќете. Леле, Авраме, мачо, па шо не ми кажа брежити Господ? Кога и ми закажа тој резилок, туку све да чуем од другде. Па, толку знаев ја. Ајте, молим шити Господ, расправи ми, како било? Еве како било. Сега идем од визита, бевмо многу жене у трендафиле, па ту една жена ни распрае све како било до ситница. Со официрот Стаменојца се сакала уште од дејче. Па вика бре, да му отишла. Само он тој и опрости, ѓоам ќе се поправи, а да не стане и резилок. Толку му официрот отишол и после по неа. Ама не можеле да го фата, зашто се преоблакал. Некојаш у женски алишта, некојаш ѓоам тражи нешто, некојаш као воденчар, ѓоам тражи нешто за мелење. Замисли, дур го фатиле, Стаменовски нашол на постелата трагој од брашно одамна. И тогај некој 20 заптие га сардисале куќата и га фаќа жена му и га смачкуе тепајче. Зема една кола, га натоаруе избуќеена у косата, га однесуе при мајке и га плюкне у лице баба му. Пу! Утредента га фаќа официрот и нему му ги секуе све прстите на руќете, а тој за валијата остана усакан. Еве, ова сум чула, бре. Се расправивме со теза ми епса. Пробата испадна убава. Видов за колку време може една лъжга да пројде низ тето и како ќе се врати. А баш тој вечер го видов Стаменовски со жена му под рука, како и да ала франга, и си збора насмејано за својот среќен живот.